Шубаво го направила снаата јадењево, брат, а и ова толчените пиперки ги погодила љутки. Да ти кажам право, вистина, малку подоцничка се ожени, ама снаава ти се погоди, алалдај. Зашто така велиш, бебате? Да не мислиш дека сум преостарен? Не, ти. Ајде, да го испиеме кафенцето и да одиме да го отвориме дуќанот. Ове, брат, ајде да не ја мачиме сега снаата да вари кафиња, ќе си појдеме на дуќан и таму в чаршија ќе си седнеме, ќе си се напиеме кафе. Ама ти сам знаеш дека Дана нема да не пушти без кафе. Без кафе нигде нема да одите. Прво ќе го испиеме кафенцето, после ако ви се пие кафе, во чаршијата испите уште по едно. Што ти реков? Еми, ќе го испиеме, како не ќе сме го испиеле. Од сега кафе дома ќе си пиеме. Оти да ти кажам, пред да се ожени братов, кога бевме сами тука, ние така бевме научени. Едно станување од кревет и право в чаршија. Таму јадевме, таму пиевме. Абе, што се вели, се правевме, така бевме научени. Ајде да ти кажам снал. Ова јадењево си го погодила за мер. Алалда. Кога те слушам колку убаво зборуваш, се ме носи умот дека и ти треба да се ожениш. Велиш? Велам. Да ти кажам право, брат, и јас сум помислил на тоа така, и тоа повеќе пати. Одамна сакав ова да ти го речам, бате, само се плашев дека ќе помислиш дека си ни натовар нас. Не. Такво нешто не смеш да помислиш. Значи, кај сум сготвила за двајца, ќе сготвам и за тројца. Кај сум испрела 2 кошули, ќе исперам и 3. Мене не ми е мачно. Не тоа, мене ни на крај памет не ми доаѓа тоа дека сум ви натовар. Ама, како што ви реков, и јас си помислив, ама сетики си велам, треба прво на некоја девојка да и го фрлам око тоа и таа мене да ме бендиса. Ристе, не. Вака зборуваат тие што не сакаат да се женат. Не, бате. Ама сетики, како што е редот, треба прво да најдам некоја девојка. А јас да ти најдам? Имам една многу добра другарка. Живеевме врата во врата. Многу е добра, многу е паметна и многу е домакинка. Таа со плавите очи. Та, драга, ја паметиш од свадбата, така? Драга, да. Само јас начув дека таа малку подпивнувала. Не. Мене за таква ме мислиш? Јас да знам таква работа, дали ќе му ја местам на мојот девер? Ај луѓето, бре, колку се лоши. Да не те видат една чашка со ракија да кренеш. Одма пијаница ќе те направат. А девојката е умна, убава и од домакинска куќа. Еми, ако велиш дека е арна, да појдиме, да се видиме, па ако се бендисаме... Ако се бендисате, ти ќе се сториш со невеста, јас со јатрва, а тој со сна. Море. Колку брзо ја завршивте работата? Брат, ајде да одиме на дуќан. Па ако даде Господ, и тебе ќе те впрегнеме во јаремот. Ајде да ви спратам. Ајде. Ајде со здравје. Дај Боже да си се бендисат. Другарки си бевме во пиењето, пак другарки ќе си станеме. Ама нема да можеме да пиеме како порано. Може ќе не вратат. Море прво нека си се бендисат, па ќе правиме што ќе правиме.
ракија. Гостите се отидоа и сега И сега дуќаните не чекаат, муштериите не чекаат, а ние си седиме дома и кафе си пиеме. Абе, луѓе, да ви кажам право, ич не ми се оди на дуќан. Не, А шо велите сега? Уште по едно кафе да се напиеме, а? не ти се оди на дуќан, а? И мене не ми се одеше на дуќан кога бев младоженец. Ајде. Ајде, заминувајте. Ајде да одим. Не. Не е убаво да доцните, не е убаво доцна дуќаните да ги отварате. Да, така си. права си жена. Така си арно си вели Дана. Појдете, отворете ги дуќаните. А ние ќе си се зафатиме подома со женската работа. Ќе си направиме ручек, вечера, ќе зачистиме, се ќе си биде стокмено на време. Ајде. Мачеве, имите стокман. Личицен, Ајде, Останете ми со здравија женички. ајде, заминувајте, убав ден. Ајде, со лесно, со убаво. Ајде, де одете? Имате, а? Ајде, појдете. Ајде. Епа јатрево златна, да си продолжиме каде што си застанавме. Ама Дано, да се вардиме, оти не сме поиќе дома. Може да не вратат од кај што не зема. Немај гајле. Ако претераме, знам јас што треба да направам. Туку кажувај сега. Со што ќе си почнеме? Со винце, со ракичка, со што? Јас си велам да си почнеме со ракичка, како што си е редот. Виното може да почека. Епа добро. Ќе одам јас да наторам вино, а ти тури од ракичката и да направиме некоја салатичка. Ајде. Ајде. Брат, сакаш да одиме да го отвориме дуќанот или да пиеме уште едно кафенце во меаната, а? Абе, ми се пиеше уште едно кафе, ама некако да ти кажам право, поќе дома ми се пиеше кафе. Знам, брат. Убаво ти беше со женичката, видов. Абе, брат, да ти кажам право, не сум знаел дека толку е убаво човек женичка да има до себе. Јас да знаев дека било така, немаше да чекам толкова време, одамна ќе се ожене. Да видиш утро. Абе, стана, па ме зачисти, па ме стокми, па лиштата која ми стаи на мене ме облече. Сетне кафе ми свари, локумче ми даде, сетне јадењето на маса вака ме чекаше и ме испрати. И мене. Абе, не може рано да се фалам толкова уште, ама така е, се погоди невестата. А еве, и со снаата. Сетики, една со друга ќе си помагаат, нема само да е снаата, така? Така, арно велиш. Убаво ти е дева. Ајде сега да одиме да пиеме по едно кафенце пред да го отвориме дуќанот. Ајде. Велиш? Ајде. Абе, ајде да одиме прво дуќанот да отвориме побрзо да завршиме, а? Ношти сакав да ти дојдам. Рапапапам. Добре.
Баш убав. Шо? Гајо, береш на се од корен, корнеше, драга се од мајка, белеше, береш на се од корен, корнеше. Не однесе. Шо направи? Легни си ти, легни си. Знаела таа што да кажи кога дојде. Да не врата тоа. Офлеле. Офлеле. Ой, Дано. Што е ова, бате? Зашто легнале оку рано, бате? Се измориле и заспале. Бате, куќа е, има работа. Што се измориле, бате? Погледни каква е куќа. Се е растурено. Нема јадење намаса, бате? Вистина. Бате, јас се плашам. Дано. Данче. Драгче. Дано, мори. Драгче. Леле, бате, абе, што им се случило, бате? Вие сте, Ние сме, Дано, ние. си дојдовте. Си дојдоме, што ти? Ништо. Драгче, Ништо. фала му на Бога, живи се, бате, живи. Ево, Оди. оди. Добра си, Дана. Ево. Дојдете. Ништо е, ние си работевме така, тука, потом и... Дано. Ништо. И дома некогаш така, кога си работевме и така, вака главата и... Дано, мори. Ништо, сега слушај. Сега ќе си отспиеме убаво и утре како нови. Ајде да си легнем. Како да... Бате, Тебе, стани, бе. Стани, бе, бате. Драгче, бате! Одмори се, Драгче, одмори се. Бате! Бате, Што да правиме, бе, бате? Што е ова работа, што не снајде, а? не знам што е ова работа, бате. Ма јас велам да појдеме до собана да видиме да подкаснеме нешто, бате. А утре изутрина да појдеме еким да побараме, бе, бате. Еким, бате, Да еким. видиме што е работа, да не име нешто лошо, бе, бате. Ај така да направиме, па билким некој чаре, ќе се најде и ќе биди на Арносе. Ај. Добро де, што туку се гледате? Ете, здрави сме, живи сме. Ви кажав. И порано се случувало, ама брзо минува. Масата ја поставивме. Ударни сме поарни. Отарни, поарни, ама
Јас мислам дека еден од нас денес треба да остане дома. Не, никак. Не, како останување дома? Не, ќе си поидите надоќан, оти работата е како извор. Водата денес може да течи, утре да секни. Како нема да одите надоќан? Ајде, домаќине, стани да те наметна. Ела. Седни си бе Бери домаќине. гајле. Ами, не се мачи ти, а сам ќе се стопувам. Домаќине, кај те оставам така сам? Ела да те наметнам. Оди. Гледаш, бате, гледаш, што невестини се погодија. А да беа некои други, сега ќе овка, ќе лелека, ќе кука, тие, Така, браво бе невести. Ајде, Алал заминувај. да ви е. Ајде. во вас пак ви се слоши. Пратете некого да не повика од работа. Ајде, добри сме, заминувајте, Не, бре, ајде. ајде, Добре. појдете. Ајде, Останете лесна ми- работа, ајде. Останете ми со здравје и немој многу да се мачите. Не. Ајде, ајде. ајде, појдете. Леле, уста не ми се отвара. Мене, ама, мора. О, Ко ти реков да ме слушаш? Слушај ме сега добро. Денес. Прво, ќе се најадеме. Потоа ручекот ќе го зготвиме, малку ќе ја расфатиме. И после, ќе испиеме едно 2-3-5-6 чашки ракија. ама помалку денес. Помалку. 5-6? Еми, така да малку. Малку оти, ако се трупосаме како вчера. Што ќе им кажеме? Нема да ни веруваат, сестро. Слушај ме ти мене. Јас знам што ќе им кажам и денес, и утре, и задутре, и дури имаме ракија и вино во подрумот. Ќе си ја тераме работата. Така, бре, сестро. Убаво се погодило. Јас си помислив, прв го затворив дуќанот, ама гледам дека ти си подранил. Добар ден, Чорбач, повеш. О, Да ти кажам право, брат, ич не ми се седеше в дуќан. Место не ме држи, после тоа што не снајде вчера со жените. Си велам, да е некоја болештина, ама како можеше, тамам се оженив. Па си велам, сега од убо пубо, и јас аир во животот ќе видам. Кога? Ниту се израдував од жената, траст. Ете ти ја бејата. не знам што да ти кажам, брат. Ама мислам дека е наерно. Ако ги најдеме и денеска дома снемоштени, да појдеме лекар да побараме, брат. Лекар, да видиме што име, да ни каже. Така е, брат, не треба туку така да стоиме. Оти, вака не ја бива работата. Еве, денес надуќен. Мислата се дома ми беше. Доаѓа еден и ми вели, дај палтото да опробам. Јас панталоните му и давам. Панталоните му ги даде. Панталоните, бе, брат. На еден требаше да му земам 10 гроша, јас 5 му барам. И што фајде од тоа што ќе седам в дуќан кога мислата ми е дома? Па што седиме тука, бе, брат? Што седиме тука? Хајде да појдеме до дома да видиме како се, дали се арни, да не им треба некоја помош. Што сме застанале тука? Ајде одиме, брат, па Белким ќе ги најдеме на Арно, а? Белкин, Ајде. ајде. Ама што се случува, бе, Батис? Тано, Драгче,
Драгче! Дано! Ќе ми пукне главата. Вие сте пак. Ти? О, и мене. Ќе ми пукне. Ама утре. Утре ќе бидам здрава како дрен. Ајде, легни, бре, Драгче, ела поспи си. Не. Тука. Тука ги спијам. И јас овде вака на досаката. Ма добро, што вие возбрежени? Секој ден ве наоѓаме вака. Секој ден. Секој ден. Истото. Ние си готвевме и си правевме салата и оп, и се врзаја и рацете, и нозете, и јазикот ми се врза. Бате, не ја бива вака работава, бате. Не ја бива. Јас сега ќе станам, ќе одам, еким ќе барам. Ами, на душа ќе ги носиме жениве. Еким... Еким нема лек за оваа болест. Не. Еким не. Утре ќе бидеме како нови. Како бре како нови, кога секој ден вака ве гледаме, исполегнати тука. Јас ќе ви кажам сега, слушај сега. Ти, ме зеде мене. И ти се погодив. Ове брат ти и ја зеде Драгче другарка. И си се погодија. Тие си се погодија и ние си се погодивме. Луѓето се лоши. И луѓето... Драго. Магија ни направиле. И Магија! И сега? и сите ни се врза, ама ќе сме здрави утре. Сега ти. И ти. Ако сакате, гледајте ме вакви. Ако не... Остај ме. Врати ме откај што ме зеде. Не плачи ми, Драгче, немој да ми плачеш, ми какво оставање. Ами јас тебе ќе те гледам и во добро и во лошо. Бате, Кажи, ако бате. треба на крај на светот ќе одиме, ама ќе најдеме некој да ја растури таа магија. Така е, бате. Така е, мора да најдеме некој. Не ми плачи, Драгче, не ми плачи. Не. Бате, Не станувајте. Не. вие не станувајте. седете и одморете. Ние, ајде. Ајде пред кухња да ти кажам. Амори да не пукне. Еким. Кај ме еким зова? Бате, Кажи, бате. абе, бате, добро бе, што може да биде оваа работа, бе, бате? Што не снајде вака, а? Ич не бери гајле, бате. Ако има некој што прави магија, има некој што ги растура магиите. Каде бе, бате? Баба Фурса. Баба Фурса. Па да бе, бате! Да бе, бате!
Така ти кажувам, бабо Фурсо. Ете, така ти кажува баба Фурсо. Деца, убаво сте направили што сте дошле кај мене. Ме бидува за тие работи. Знаете ли дека јас го гледам и она што другите не можат да го видат, што не го гледаат. И убаво ти кажала невестата. Магија. Магија. Може пак не е магија. Може се од око фатени. А може пак да не се од око фатени. Може да е... Добро да е, баба Фурсо, што и да е, кажувај оти без жени останав. Без жени останавме, бабо Фурсо. Ќе ви помогнем. Само вака. Треба да отидеме таму. Ајде да одиме. Ајде. Не, после. Чекајте да отидеме таму, да видам јас. Пустота, магијата, лошотија, лесно влегува. Ама тешко излегува, а мене ме бидува за тие работи. Ке ја најдам јас, ке ја извадам. Тешко, затоа што може да е пред... може и зад куќи да е. Може да е под кревет. Може и на кревет. А може да биде под перница, а може и над перница, може под прагот, може на прагот, од кај знаеш каде. Зато треба да отидам таму и да ја истерам. Па добро, ајде да станеме и да појдеме, бабо Фурсо, и да видиш што е. Да видиш што е. Ќе видам што е. Чекајте. Кога ќе стигнеме таму, вие ќе останете пред врата. Јас сама ќе влезам внатре, да ја побарам и да не ме гледате што ќе правам. Добро, бабо Фурсо, прави како знаеш и умеш. Само, ајде да станеме и да одиме, може? Може. Магија, ама некој на тие будали мажи им направил магија, па не гледаат ништо. Овие дрво пијани, и едната и другата, врзани. Во нозе, во раце, во главата врзани од ракијата. И да се напијам малку. Нема ништо да не остаат, бре, испиле, затоа се трупосале вака, ко трупо. Овде малку. Не вака, да не го притурам. Да зај, леле, ви го знам лекот јас, ви го знам. Може. Ним некој магија им направил, па не гледаат ништо. Толку ли не гледаат, бре, дека се дрво пијани овие и двете. Го знам јас лекот за ова. Го знам, магарици едни. И кажувај, баба Фурсо, ја најде ли магијата, Ја најде? Ја најдов магијата, а го знам и лекот. Кажувај, бабо Фурсо, што треба ние направиме. Кажувај. Лекот е во вас, деца. Во вас. Лекот е, знаеш што? Чотек. Чотек. Ете, тоа е. Само
Не знам кој е за ќотек. Дали ти? Дали вие? Не знам кој да го јаде ќотекот и кој кого да бие. Добро бре, деца. Вие не гледате дека се пијани? Што? Што? Пијани! Не ги гледате чашките? Не ви мириса собата на вино и ракија? А тие двете на буре комиња? Лекот. Го знам јас лекот. Ако сакате да ви се излечат жените, ќе грабнете по една метла. Метла? Метла. Каква метла, баба Фурсо? Метла за метење! Каква метла, баба Фурсо? Ќе грабнете по една метла и додека се врзани од ракијата во тоа главите, со метлите. Погрб! Погас! Погрб! Погас! Погрб! Погас! Погрб! Да ги боли! Разбравте? Така ќе истерате магијата. Не, мори баба Фурсо, ами јас сум жалоит на срце, како така ми ќе ги боли? Па треба да ги боли. Треба. Ако ги удирате убо, за еден ден можете да ги излечите. А ако ги удирате по-полека, за 2-3 дена може да ги излечите. И сега? Сега ќе грабнете и ќе удирате. Силно да ги удираме, баба Фурсо. Силно. Силно да ги боли, за побрегу да се излечат. Ме разбра, силно. Нека ги боли, леле, па уште ќе ги жалеле. Јас сега ќе си одам. Ако не сакате да грабнам јас по една метла. Не, чекај. Не, Ајде. Јас ќе си одам. И ако не ги излечите за еден ден, јас вас двајцата 3 дена погреб, погас, па ќе видите. Бате, да не стоиме овдека, туку како што рече баба Фурса, да ги грабниме метлите и погреб, погас. Таква значи била работата, бате. Магија. Будали од нас правеле, бате, Нас нашле да не лажат, бате, Леле, кога ќе ја земам сега метлата, бате? Леле, кога ги разбавтам, бате? Ќе ми прсне главата. Уред. Не само грбот и рацете ме болат. И нозеците болат. Леле, се ме боли. Абре, шо ракија тури? Од која? Истата. Од истата. Од истата само главата ме боли. Сега... Ама и вино пиевме. Многу измешавме. Може. Арно велиш? Мажите кај ни се? Не знам. Леле, Резил. Заминале на работа, ни кафе им сваривме, ни... Леле, ракијата сме ја заборавиле на маса.
Леле, не само ракијата. И бокалот со вино е него. Стануве, ајде. Ама чекај, полека. Полека. Леле. Леле. Ау. Мајко. Не можам да се исправам. Леле. Што да правиме? Ајде, по едно кафе да пиеме. После ќе се уредуваме. Велиш? Мјај. Леле. Абре, не можам, рапцеве да Леле, ги колку крижам. лошо сме спие. Ау, леле. Ори, полека ме боли. Ау. Не ми се влегува дома, бате, кога ќе помислам дека пак можеме да ги најдеме врзани. Не знам за тебе, бате, ама јас, мојата, море која ја грабнав. Па удри, така силно сум ја удирал и се си мислам, оти 3 пати не ќе треба да си ја ваќам метлата и да си ги мачам раце. Убаво велиш, бате. Подобро еднаш саглам, отколку 3 пати полека полека. Ами како? Ели, Шој, што правиме? ми сега... Ајде да влеземе, па шо ќе биде, нека биде. Да влеземе. А? Ајде. Ајде. Добре дојдовте. Па повелете. Ручекот е готов. Да си каснеме. Да е жива и здрава баба Фурса, бате, што ни кажа како да истераме магијата. Каква магија? Која е баба Фурса? Абре, жени, лели бевте вие врзани од магија и во рацете и во нозете. А сега, како што гледате, пуштени сте и во раце и во нозе. А како ја истеравте пустињата? Со метли. Со метли. Баба Фурса ни рече да удираме по грбот и по задникот ако сакаме да истераме магијата. Кога бевте врзани од магијата, ние ја викнавме баба Фурса. И таа тогаш ја виде. И знаете што ни рече? Рече, магијата е фрлена на грбот и на задникот. И ако сакате да ја избркате, ќе удирате таму што посилно. Значи затоа не боли таму нас. Нека боли. Си го доби тоа што си го заслужи. Ами, сега, како да ви кажам, ако пак се фати магијата, ние пак ќе удираме. Што? Не. Ако пак се фати, ние нема да удираме толку силно овај пат. Не, ќе удираме полека. Не. Нема да се врати. Не. Таа си го доби тоа што си го бараше. Еми, сега. Ај, одете и донесете по една ракија, така да се напиеме сите заедно, а? Не. Ние не пиеме ракија. Ама за вас ако сакате ќе донесеме. Ајде. Не пијат, бате, од нашата ракија, затоа што од нашата ракија и грбот и задникот боли. Така е, брат. Туку, знаеш ти што треба сега ние да направиме? Што? Утре да појдеме и да купиме еден убав подарок за нашата спасителка, за баба Фурса. Убаво ти технавате, убаво. И да ја кажеме, да не кажува никого за нашиот срам. Ама страмој.